кои се насоките за оваа година на секторот за превенција, инспекциски надзор на културното наследство? Може да биде обобштено и за културното нематеријално и за материјалното. Може би различен е периодот, меѓутоа еве да објасниме. Како сектор, односно како управа, секторот има надлежности во делот на постапувањето, се со цел подобра координирана заштита од превенција за недозволена трговија со артефакти, во делот на издадените археолошки дозволи во кои што ние како инспекциски надзор постапуваме, односно сите ризици на кои на некој начин се поврзани со заштитата и безбедноста на заштитеното културно наследство во Република Македонија. Ние како управа постапуваме врз основа на пријава, дојава, по службена должност. Значи, станува збор за постапување на инспекцискиот надзор во делот на превенцијата, се со цел да го заштитиме културното наследство, и станува збор дали е тоа од страна на Министерството за внатрешни работи, дали е тоа од страна на правни и физички лица, дали е од страна на невладини организации или по службена должност од страна на МВР и институциите кои што произлегуваат од таму. Инспекцијскиот надзор е секогаш присутен на терен за да може да ги констатира овие, како да кажам, значи појави кои што го на некој начин оскрнавуваат или не постапуваат согласно законските прописи кои што го наметнуваат сето тоа. Што покажуваат сондажите на терен? Каде е велиме ние можеби новинарски ударно, односно на вистина каде треба многу да се има и во, сега да не бидат тие репресивни веднаш мерки, како што споменате, и во да се делува превентивно, меѓутоа да се особено да има нешто важно кога се однесува за овој и како надзорен, меѓутоа и како инспекторски сектор. Би сакала да споменам дека Управата за заштита на културно наследство има донесено методологија за проценка на ризик при планирање на инспекцискиот надзор. Тоа е документ кој што произлегува од правилникот за елементите на проценка на ризик и зачестеноста на спроведувањето на инспекцискиот надзор. Тоа е еден документ врз основа на кој што секторот за превенција и инспекциски надзор постапува. Сега во делот на ризични подрачја би сакала да споменам и да издвојам дека станува збор најмногу 4 такви региони се во Република Македонија, каде што инспекцискиот надзор е буквално најприсутен. Станува збор за Охридскиот регион, Битолскиот, Старата Скопска чаршија, Скупи и уште неколку останати територијални предели, каде што на вистина заради сконцентрираноста на поголем дел од археолошките локалитети, но и заштитените јадра во овие средини, инспекцискиот надзор е најприсутен. Би сакала овде малце повеќе да спомнам дека тоа е тој период на кој што реактивната мониторинг мисија на УНЕСКО најмногу укажува во делот на заштитата како регион. Сега во конкретниот случај, таму е донесена и стратегија за управување и мене ми е жал што морам да констатирам дека во периодот на овие 6 месеци од кога сум на оваа функција, единствен проблем кој што на некој начин ја кочеше управата беше нефункционирањето на комисијата која што треба да постапува по тој план за управување со Охридскиот регион. Таа комисија почнала со работа минатата година во февруари месец, но освен конститутивната седница која што ја одржала, нема постапено ниту по еден предмет, што пак за нас е проблем за да можеме ние да постапуваме во тој дел. Сега на 10 декември во владата помина новиот состав на комисијата
и јас се надевам дека овие процеси ќе бидат откочени за да може управата максимално да одговори согласно законските прописи на овие сите барања и да може на тој начин да ја откочиме постапката. Исто така проблем е и старото градско јадро во Битола. Таму има донесено закон од 2015 година, но таму пак проблемот е недонесувањето на планот за управување. Истите ние сме соочени во старото градско со поставување нели на таа урбана опрема, дали станува збор за рекламни паноа, дали станува збор за клима уреди, останата урбана опрема која што се постапува и врз основа на која, согласно членот 80 од Законот за заштита на културно наследство, управата е должна да постапи, пак ќе кажам дали ќе биде тоа по пријава, дали ќе биде по наша констатација, ние сме должни да излеземе на терен и излегуваме во изминатиот период, се со цел нели да ги спречиме овие неуспојави кои што се појавуваат во Битолскиот регион, но би сакала да споменам дека тука од голема важност е да се донесе тој план, кој што треба да го донесе нели општина Битола заедно со тамошната национална институција, тоа е Завод музеј Битола. Овие региони, овие подрачја се репрезентативни и со нешто што треба да го промовираме и да се пофалиме во светот. Јас се согласувам и сега со последните измени на Законот за организација на државната управа. Ние сите знаеме дека Министерството за култура сега се трансформира во Министерство за култура и туризам. И наша крајна цел треба да биде придобивката да можеме туристите да ги донесеме во Република Македонија, бидејќи навистина ова треба да се презентира. Еве тука баш би сакала да го споменам не само Скупи, него и споменичната целина Кале. Знаете таму дека биле до 2016-17 година малтене во 70-80% завршени двата музејски комплекси. Станува збор за комплексот Музеј на праисторија и Музеј на османлискиот период. Управата за заштита на културно наследство била инвеститор на овие два објекта, кои што во 2017 од не знам кои причини се стопирани. Сега, благодарение на владата на Република Македонија и средствата кои што беа обезбедени со ребалансот на буџетот, но и со новиот буџет за 2025 година, Управата за заштита на културно наследство во соработка со Министерството за култура ќе продолжи во делот на завршувањето на овие работи, за да можеме да ги презентираме пред пошироката јавност, бидејќи жалосно е ова што се случува на Кале, имајќи го нели овој репрезентативен објект да може да не биде достапен за туристите. Во моментот Националниот совет при Министерството за култура го одобри извештајот на работната група која што е формирана од наша страна и ние активно се вклучуваме во овој процес, така да во текот на 2025 година оваа споменична целина, значи како објект ќе биде ставена во функција на граѓаните. Исто така би сакала да споменам дека Управата за заштита на културно наследство е инвеститор и на возобновувањето на Свети Климентовиот универзитет во Плаошник и таму работите исто така беа застанати од 2017 година. Веќе во 2024 година продолжија градежните работи и во тој дел конкретно за Свети Климентовиот, бидејќи неколку од објектите се завршени и предадени на Дебарско-Кичевската епархија, нели за понатамошно управување, ние остануваме посветени на Свети Климентовиот универзитет и на останатите придружни објекти кои што се во рамки на Плаошник во Охрид. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас.